од сите останати околни села кои што сте овде присутни. Ни правите голема чест, недела е ден за семејството, вие сте овде, но знам дека татковината е во прашање. Иднината на нашата Македонија е во прашање. Овде сме дојдени за председателската кампања, исправени пред првиот круг, еве на неполни 14 дена до 13. Сите веќе во Македонија знаат. Недвосмислено и вие сите чувствувате. Стево Пендаровски ќе биде идниот председател на Република Македонија. Овие 22-3 години независност на нашата Македонија, сите сме поминале кампањи и кампањи. Овој пат знаеме недвосмислено дека тоа е така, чувствата не лажат и апсолутно морам да ви потврдам. На сите анкети, тие што стигат во нашите штабови и во анкетите на политичкиот противник, значи и Груевски знае, најпопуларен политичар во Република Македонија и политичар чија што популарност и поддршка од граѓаните расте секој ден е Стево Пендаровски. Затоа чувството дека победуваме не ве лаже. Тоа е така, расте поддршката, очекуваме повеќе гласови за 50 до 100.000 во првиот изборен круг, каде што ќе ја испратиме пораката дека се е јасно, промените доаѓаат. И затоа не сме ние со него во караван. Денеска покрај заменикот председател Шекеринска, со мене овде е генералниот секретар на партијата Оливер Спасов. Еве го. Тројцата подпредседатели на СДСМ се денеска со мене. Кирацовски, Ванчо Узунов и Дамја Манчевски. Еве ги гледам овде. Носителот на листата Васко е овде со нас, Тунтени е овде, Ѓоко е овде. Во претходните села беше Митре Велјановски овде, Александар Петревски. Единствени и сплотени сме како никогаш досега, атакуваме кон победа и овој пат наша е победа. Почуени пријатели, Стево Пендаровски денеска е во Струмица, моја Струмица. Ки видите река на народ од 800 млади луѓе, како го пречекуват и како целото тоа изгледа и како се пушта порака на победа. Стево Пендаровски ќе биде прв човек во државата. Јас знам дека ќе имам честа да ја формирам новата влада, но председателот е првиот во државата. Редот е, како и во секоја земја, таткото на нацијата, председателот на државата да биде прв во Македонија. Стево е и мојот председател. И не е точно дека председателот немал ингеренции и немал надлежности. Зарем може некој да му каже не на председателот? Во било кој негов обид за заштита на граѓаните, за заштита на обесправените, за заштита на социјално загрозените, за заштита на работниците, на стечајците, на нашата армија, било каде. Председателот е прв човек и апсолутно има и ингеренции и надлежности. Заради тоа, знаејќи дека промените ќе се случат во Македонија, во Социјалдемократскиот сојуз, знаевме дека и ние мора да се промениме. И рете да испратиме пораката на промена од секој аспект. Предложивме надпартиско решение за председател на државата. Човек кој што ќе биде председател на сите граѓани на Република Македонија. Тоа е здраво за Македонија, тоа така треба да биде во иднина. Понудивме нови лица на нашите листи, нов концепт без нас како раководство на тие листи. Понудивме нови конкретни решенија за враќање на средната класа, за враќање на парите назад кон граѓаните. Излеговме со честен пристап и честно бараме поддршка од граѓаните. Заради тоа што неумолно веруваме дека Македонија може и посрекно и подобро да живее. Дека во Македонија може младите да останат овде, а не да ја напуштат нашата земја. Дека Македонија е можно
да биде срекна земја на срекни граѓани. Затоа сме убедени во оваа цел која што е исправена пред сите нас. Затоа знаеме дека и на оние кои што се уште не им се верува дека промените доаѓаат, 13 ќе ги разубеди сите. 13 ќе ја испрати пораката дека победуваме и за председател на државата и на парламентарните избори. Овде сме во Пештани, апсолутно еден од бисерите наши македонски, каде што сите сме доаѓале секогаш, и едно ќе кажам. Јас заради тоа што сум и градоначалник и сум следел во минатото некој работи. Не знам што ВМРО направил овде, мислам дека ништо не направил. Имаме колектори, канализации, улици, спортски сали. Нема зошто Пештани да гласа за Груевски и за оваа власт. И ако замине Груевски, нема да има ни субрата рој, ни узурпации на ова наше бисерче овде. Што го имаме? Апсолутно! Македонија може да се развива со сите своји капацитети и со нормални здрави инвестиции кои што ќе го почитуваат природното наше богатство од Бога дарувано. Мораме да гледаме малку подалеку од носот и за сегашните и за идните генерации. Заради тоа што ова е оставштина од нашите дедовци и прадедовци. Секој пат е ред повеќе да оставиме за нашите деца, ама при тоа да оставиме гордост, да оставиме иднина, да оставиме почит од она што го имаме. Јас сум убеден дека овие избори кои што се погодија да бидат дупли, не случајно и тоа е од Бога, вака. Овој пат македонскиот народ ќе се одважи и ќе ја зграбчи шансата да каже стоп на оваа криминална банда која што не ја уништи и Македонија и целата нејзина иднина. Верувајте дека влегуваме со чисти, искрени намери во оваа работа. Подучени и од минатото и од овие шамари кои што цела држава ги трпеше сиве овие 8 години. Знаејќи и убедени дека во Македонија навистина може подобро од ова што денеска го имаме. Може би не да бидеме Швајцарија на Балкан, но подобро и посрекно од ова што денеска го имаме, сигурно дека може. Јас сум убеден, тимот со мене е убеден. Ова е за нас чест која што следува за наредните 4 години. Ве уверуваме дека прво на секој социјалдемократ гордоста и достоинството ќе ја сочуваме со дела конкретни кои што ќе покажат дека можело ако се сака со нашата Македонија. Може би сум еден од ретките политичари кои што доаѓа од стопанството, кој што создавал реални работни места позади себе. Јас сум исто така и човек од село Муртино Струмичко, кој што работел и земјоделие и знае што е земјоделската мака. И 9 години водам општина како што е Охрид и тоа ми е доказ и каков сум и колку сум работлив. Тврдам дека може заедно со граѓаните да направиме убава и перспективна Република Македонија. Затоа некој ќе каже што ако се дрзнат како лани истото да му го прават на народот. Да го заплашуват, да го уценуват, да му се закануват, да го купуват. Сакам само да ве потсетам сите вас овде присутни, а преку медиумите и сите оние што не следат. Локалните избори кој и да победи, Груевски остануваше власт. И тој им беше заштита на сите оние што се дрзнаа да се закануват, да го уценуват својот сопствен народ. Сега на 28 ќе осамне нов понеделник, каде што Груевски веќе нема да е премиер. Кривично со 3 до 5 години затвор се одговара за секоја уцена, за секоја закана, за секој потплакање. Испраќам порака прво према своите и носители на функции и членови, а после и према нив, властодржците, да не се ни обидуват, да го заплашуват и да му се закануват на својот сопствен народ. Ќе одговарат со затворски казни. Навистина, демократското право е свето право, кое што право на глас е свето право, кое што мора да го почитуваме. Навистина, покрај приоритетот да падне ова зло, е приоритетот
да имаме фер и демократски избори. Ние сме опозиција и сме докажале и во минатото. И овој пат тврдиме дека приоритет и за нас се фер и демократски избори. Но апсолутно иднината на државата е најголемиот приоритет за сите во Македонија и штитејќи го демократското право на глас, ќе ја заштитиме иднината на нашата земја. Ве уверувам дека овој пат и после 13 на тие што не им е досега јасно, ќе се повлечат во ровови заради тоа што знаат дека беше доста. 8 години све ќе да е во дворот, ќе го смениме. Што и да е, заслужува за промени. Бидете заедно со нас, заедно кон победата, да не биде перспективна Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Македонија! Кој беше за сликање?